Добро утро и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски, овој пат анализа за големата награда на Кина која се водеше утрово и 1000-та трка во историјата на Формула 1, односно како што напоменавме вчера, 1000-та трка во Формула 1 која носи бодови за шампионатот. Искрено трка испод моето очекување, меѓутоа 75-та победа за Луис Хамилтон, по одличниот старт го престигна Валтери Боташ во првиот свиок и потоа не погледна наназад. Добар старт имаше и Чарлс Леклерк, кој успеа да излезе пред Себастијан Фетел на самиот старт, меѓутоа во текот на трката дојде тимска наредба, така што Чарлс Леклерк мораше да го пропушти Себастијан Фетел, иако лично сметам дека беа еднакви во брзината. Фетел не беше побрз во првиот стинт на средната компонента на медиум плевматиците, меѓутоа тоа беше одлука на тимот од Ферари, која мислам дека подоцна ги чинеше и четврто место на Чарлс Леклерк. Значи, првата десетка ни е 1-2 победа за Мерцедес, трета 1-2 победа оваа сезона, апсолутна доминација, убедливо водат и во возачи и во конструктори, така што ќе биде многу тешко за Ферари, иако сезоната е многу долга, Ферари има многу што да поправи во однос на болидот. Очигледно дека болидот е премногу сензитивен во однос на промените на сетапот. Очигледно е дека има драстична разлика во перформансот на патеки кои се со поголема асфалтна температура, и еве видовме денеска во Кина температурата во воздухот и во асфалтот беше релативно ниска, така што перформансот на Ферари не беше едноставно видлив. Видовме и вчера на квалификациите дека Ферари всушност беа 70 поспори од лани, што е интересен индикатор и навистина укажува на фактот дека Ферари има навистина работа. Што се однесува до самата трка, мислам дека недостасуваа големи дуели, иако видовме еден дуел помеѓу Макс Верстапен и Себастијан Фетел, меѓутоа тоа беше кратко, 2 свиока. Себастијан Фетел успеа да се одбрани, го избутка буквално Верстапен надвор од патеката и тоа беше тоа. На почетокот во првиот круг имавме мал карамбол, каде што Даниел Квиат покасно закочи, односно влезе премногу длабоко во тој свиок и го поткачи Ландо Норис, па Ландо Норис го поткачи Карлос Сајнс, така да уште една лоша трка за Мекларен. Двата болида веднаш во првиот круг се најдоа скоро половина минута зад сите останати. Според мене човек на трката Кими Раиконен едноставно не престанува да не импресионира сите. Постојано го гледавме во телопод, постојано се обидуваше да петака, некого се бранеше од напади. Така што за мене покрај Албон, кој ги освојува првите бодови во неговата кариера и кој што стартуваше 20 ја заврши 10 со помош на стратегијата со едно влегување во пит, за мене водач на денот е Кими Раиконен. Интересно беше да се види дека и болидот на Red Bull, особено во рацете на Макс Верстапен, исто така беше релативно некомпетитивен, ако може така да се каже, но ова е само во однос на Ферари и на Мерцедес. Видовме дека Макс Верстапен се пожали на тимското радио дека неговиот болид е премногу чувствителен на оној засилен ветер, што значи дека болидот на Red Bull е на самата ивица кога станува збор за сетапот. Така што уште еднаш сметам дека се до онаа трка во Барселона, каде што тимовите ќе ги донесат големите надградби, сето она што го научиле, сите целата акумулација на податоци кои имаат од првите 3 трки, мислам дека во Барселона за еден месец од сега, кога ќе се донесат надградбите на болидите, мислам дека тогаш ќе имаме појасна слика и од Барселона па натаму ќе имаме индикација како ќе се одвива првенството. Но за сега сум загрижен дека Мерцедес едноставно ќе избега оваа година повторно, бидејќи доаѓаат патеки каде што убедливо им прилегаат на Мерцедес и на перформансите и на карактеристиките на нивниот болид, така што навистина сум стварно загрижен. Интересна беше борбата помеѓу 8-то и 12-то место, интересни дуели. Серджио Перес исто така добра трка. Даниел Рикјардо конечно со Рено заврши на 7-мо место, иако Нико Хулкеберг повторно поради дефект во болидот на Рено се повлече. Разочарување можеби и за Хас, бидејќи двата болида вчера беа добри на квалификациите и Роман Грожан покажа дека има перформанс во болидот, меѓутоа сега видовме на самиот крај не можеше да го престигна Албон, иако беше на посвежи плематици. Така што Хас покажува нивниот болид дека има две лица. Едното лице е во квалификациите, кога болидот на Хас навистина има добри перформанси, меѓутоа во трка тие се изгубија. Истото се случи во Бахрен, истото се случи сега и во Кина. Останува да видиме следната трка во Баку, ќе биде лудница. Баку е
една трка каде што е се непредвидливо со големи правци, а е сепак градска трка, така што следната трка е буквално рулет, секој може да победи. Видовме лани со Red Bull што се случи сударот помеѓу Даниел Рикјардо и Макс Верстапен. Така што искрено се надевам следната трка дека малку ќе го обели образот на оваа 1000-та љубилена трка во Формула 1, која е според мене, а верувам и според многумина од вас, беше испод секое ниво, на моменти дури и досадна. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на моите поддржувачи на Facebook, особено тоа е фан клубот Формула 1 МКД, фан клубот на Facebook кој редовно ги споделува моите видеа. Тоа е Формула 1 блогот на Facebook кој исто така дава поддршка, и Kruг.mk кој се со поддршка спрема каналот Формула 1 на македонски. Ја користам оваа прилика да ви се заблагодарам, момци, ви благодарам и се надевам дека во нина ќе може да соработуваме и посериозно, така што доколку ви се допаѓаат видеата на каналот на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер, сабскрајб, искоментирайте кои се вашите впечатоци од трката, што мислите што се случува со Ферари, ќе успеат ли да ја свртат оваа сезона, ќе може ли некој да ги сопре Мерцедес после 3-1-2 победи на сосема 3 различни патеки со сосема 3 различни конфигурации, така што е премногу јасно дека нивниот болид е апсолутно доминантен на почетокот на сезоната. Немаат проблеми со моторот, немаат проблеми со плевматиците, со нивното користење. Оние проблеми кои лани ги имаа, значи очигледно Мерцедес ги адресираше, така што коментирајте и се гледаме за големата награда на Баку за 2 недели. Поздрав!